Повеќе од 90% тие прислушкувани разговори кои се сместени на тие 180 хард дискови, всушност се прислушкувани разговори кои се однесуваат на состојбите внатре во СДСМ. Само 10% од прислушкуваните разговори отпаѓаат на прислушкувани разговори кои се однесуваат на членови на владата на Никола Груевски и луѓе од неговото најтесно обкружување. На што се должи тоа? Агентот Силвер има добиено задача од структурите на МИ-6 да ја прислушкува работата и структурата на СДСМ, бидејќи таму требало да биде реализирана операција на менување на раководството. Тоа означало дека треба на чело на структурата да биде донесен човек кој ќе биде задолжен да го смени името на Република Македонија. При тоа не треба да заборавиме дека во ингеренци на британската дипломатија се сите отворени спорови на светската политичка сцена, кипарското прашање, македонското прашање, прашањето на Фолкландите, прашањето на Гибралтар. Значи сите отворени политички и дипломатски прашања всушност се во ингеренци на решавање на британската дипломатија. Од тие причини структурите на МИ-6 преку својот агент господинот Силвер или агентот Силвер влегуваат во операција на прислушкување во Република Македонија, влегуваат во операција на промена во врвот на СДСМ и влегуваат во операција на приспособување на СДСМ за борба до финално истребување со партијата ВМРО-ДПМН, кој треба да резултира со политички промени, а подоцна со променен уставот и промена на името на државата.